Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на контактната емисија Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески, прво за оваа работна недела, после продолжениот викенд и краткиот одмор кој што можевме да го имаме и ние и вие, верувам. Имавме можност веројатно да не одмараме толку многу колку што сакавме во аспект на политиката. А зошто е тоа така? Затоа што се појави Карл Билт во Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов имаше своји изјави и интервјуа, па сето тоа некако можеби фрли сенка на Великденот, а можеби и не фрли. Во секој случај, јас се надевам дека батериите си ги наполнивте колку толку. За 2 недели ќе имаме можност повторно да ги полниме батериите, бидејќи ќе дојдат повторно продолжени викенди по однос на празникот 1 мај, но за тоа потоа. Одиме веднаш со најава на темата која што денеска ја разговараме, а тоа е всушност токму доаѓањето на поранешниот шведски министер и човекот кој што има сериозно добро познавање на состојбите овде на Балканот и особено на регионот и земите и во развој кои што се после распадот на Југославија. А додека пак од неговата посета тој се сретна со партиски лидери, но не и со председателот Ѓорѓе Иванов. Во продолжение и изјавите кои што имавте можност да ги слушнете и за време на линковското вклучување на колегата Александар Пешев, кој што даде и подетално објаснување на целата негова посета, изјавата кратка на Карл Билт, но и изјавата на Али Ахмети, лидерот на ДУИ. Демократија, Устав, Европа. Ова се главните принципи и мислам дека нивното почитување ќе ја придвижи Македонија нанапред. Доколку одлучеше да се сретнеме, мислам дека ќе немавме време за него. Ќе се сретнеме со главните политички играчи. ДУИ ги направи сите своји обврски во формирањето на новото мнозинство, сме ја дале нашата поддршка и правиме напори да се надмине ова криза. Но секако неопходно дека е потребно и олеснување од страна на нашите пријатели, но и ќе видиме како дали ќе рефлектираат страните. Меѓутоа главната одговорност е паѓа на големите македонски политички партии, СДСМ и ВМРО. Да сублимираме, во секоја демократска земја постои устав кој треба да се почитува, порача председавачот со Институтот Европски совет за надворешни работи и поранешен шеф на шведската дипломатија Карл Билт по средбата со представници на СДСМ во партиското седиште. Тој рече дека тука е во извидничка мисија со паневропската невладина организација да собере информации кои ќе му бидат пренесени на европските лидери, врз основа на кои Брисел ќе може да носи одлука во контекст на сегашната состојба во земјава. Имавте избори, имате устав кој се практикува во сите европски земји. Понекогаш може да се јават проблеми, но следете го уставот и демократската пракса. Тоа е начинот на кој се решаваат проблемите во европските демократии. Свесен сум дека не сака да се сретне со мене, но нашата цел е да се сретнеме со него. Имаме неколку други средби, главно со политичките партии. Не сме тука за да се сретнеме со председателот, изјави Билт. По средбата во СДСМ, Билт се сретна и со лидерот на ДУИ. 0260-91-924, 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате или да ги давате вашите коментари токму на нашата фан страница, каде што се споени и двете емисии Очи во очи и Мој термин, дали преку порака или пак преку објавен коментар на самата страница. Добар ден. Огнен, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав. Поздрав и до вас. Прво на сите христијани да им го честитаме празникот. Да им посакаме здравие, среќа, све најубаво. Так. Повелете. За Карл Билт, вака, според мене, според некои мои сваќања, он доаѓа буквално како и што си кажа, отворено да им пренесе на лидерите во Брисел, што се случува и после нивните посети овдека и после нивните сугестии, дали има некакво поместување. Очигледно е дека нема повестување во ситуацијата. Еве и денеска гледаме на седмицата, ВМРО си го теда својот монолог на собрание. За Ѓорѓе, па и оправо е човекот, не дошол он да се види со него, знаеш, со него се уште 2-3 само се гледа. Белорусија, Ердоган и така тие некои, не знам кои се останати, и Орбан, да не го забораваме. А според мене, она што ќе го пренесе Карл Билт во Брисел ќе биде од пресудно значење за
мислам дека почеток на санкции кон Македонија, а првенствено ќе бидат насочени санкциите кон луѓе кои што се во власта, во врвот на ДПМН. И понатаму тоа, доколку не даде резултати, ќе биде и штетно за нас, на наша жалост. Мислам дека ќе почнат и полека санкции кон државата и на тамошна политичка изолација. Меѓутоа се надевам дека во најскоро време ќе се разреши ситуацијата, ќе смогнат сили, бидејќи потпора имаше и во говорот на Билт денес, ќе смогнат сили мнозинството парламентарно да се ја формираат владата и да почнат со работа. Благодарам огне на време. И јас вам ви благодарам за јавувањето и посакувам пријатен ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. После 4 дена одмор или умор, пак да се слушнеме. Така е. Убав ден, повелете. Многу јасен беше господинот Билт. Тој рече, дојдов со народот, со партиите, да разговарам што може да се поправи, да се ова држава пак да стане уставна држава. Меѓутоа, ги чувме изјавите од СДСМ и од ДУИ, понатаму не слушнав други изјави, меѓутоа сите беа кон тоа. Господинот Ахмети многу го рече. Проблемот е во македонските партии. Значи, каде е проблемот? СДСМ не ќе да прави проблеми. Се знае каде е проблемот. А тоа што пред време Иванов рече дека агендата му е преобемна, не може да го прими, многу ми беше мило ова изјавата на господинот што му даде одговор дека тој не дошол за него. Тој не дошол за еден човек, тој дошол за народот во Република Македонија. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ви посакувам пријатен ден. Следен на линија, повелете. Ало? Да, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Сега вака, Огне, јас, дали ме слушаш, Огне? Да, ве слушам, повелете. Сега вака, јас имам други размисли. Добре. Значи, парламентот треба да се формира, владата треба да биде усвоена од парламентот, бидејќи председателот најавуваше паралелни две влади, бидејќи претходната влада ќе биде техничка, бидејќи од нејзе ќе излезе ДУИ, за да се спаси народот македонски, вистински, мора новата влада и парламентот, извинете, ќе бидам радикален, да поборат меѓународна интервенција од НАТО силите. И понатаму знаеш што следува. Толку јас. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Лидерот на ДУИ Али Ахмети по средбата со копредседавачот на Институтот Европски совет за надворешни работи Карл Билт изјави дека ДУИ ги исполниле своите обврски и сега главната одговорност е на ВМРО-ДПМН и на СДСМ. ДУИ ги направи сите своји обврски од формирањето на новото мнозинство. Ја дадовме нашата поддршка и правиме напори да се надмине оваа криза, но секако дека е потребно и олеснување и од нашите пријатели. Меѓутоа, главната одговорност паѓа на големите политички партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, изјави Ахмети. Добар ден. Добар ден. Христос воскресе. И вам исто. Повака пред се да го не, поздрав господин Талет, да. Значи, си имаме договорено и јас ви кажав да ја заборавите оваа емисија уште кога дававме почит кон Вања Лазарова и мислам дека многу јасно си имаме договорено од тогаш. Ниту ви дадов 2-3 недели, ниту ви дадов жолт картон, ви дадов црвен картон и ви реков да ја заборавите оваа емисија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Благодарам, поздрав и до вас. Благодарам. Сакам нешто да кажам за председател Иванов, ако ми дозволите. Ако се однесува на темата, се разбира. Да, за темата се. Да, повелете. Гледам дека го напаѓаат се до господинот Иванов како председател. Слушате?
Па човекот редно беше 7,5 година беше во сенка, беше марионета, беше во државата. Сега му дојдат неговите 5 минути малку да се покаже дека тој постои во државата. Дека постои председател во Република Македонија. Затоа че изгледа да човекот му го читале многу романот Дон Кихот, па се бори со ветерниците се бори. И што да се каже нешто друго освен дека сака човекот да изолира комплет целата држава да изолира. Не само со Карл Билт, тој не може, не знае дали сваќат што значи дипломатија. Дипломат, ти да му речеш на Хан или на Карл Билт или на некој друг, без разлика од кај се што се, на дипломатските лица да им речеш не ве примам. Тоа е една голем срам. Тој не за него, туку за целата држава што го прави. Само толку има да ви кажам, пријатно, се неубаво. Благодарам, пријатно и до вас, и вам се убаво. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Вака, многу ми е мило што во нашата земја дојде Карл Билт. Тој е прво човек од кариера, тешка категорија или супер тешка категорија на дипломата, кој многу лаконски одговори на прашањето за следба со господинот Иванов. Значи не е толку битен тој, битен е народот и нивните лидери. Исто така не се слагам со изјавата на Али Ахмети дека тие што требале направиле. Не, тие треба уште многу да прават за доброто на оваа земја. Зошто беа многу извалкани нивните раце со крв од 2001 година. Така да не би смеел еден лидер како што е Али Ахмети, тој ја доживеа казната од 19 на 10 пратеника, да каже такво нешто. Така да, реков, не се слагам со тоа, мило ми е што дојде Карл Билт, тој сепак сум сигурен дека многу ќе допринесе за надминување на оваа криза. Тој знае што прави, тој не е пристрасен и мислам дека македонскиот народ ќе биде задоволен од неговите понатамошни постапки. Ви благодарам и пријатно. Јас вам ви благодарам и пријатно до вас. Следен на линија, повелете. Да, добар ден. Добар ден. Па, добро е што дојде Карл Билт кај нас, меѓутоа требаше да се сретне со председателот, кој нормално пак се скри некаде, во нека дупка, Господ знае каде. Меѓутоа, ми се чини тој председател на и представник на овој народ, на оваа држава. И јас не знам зашто тој тоа го прави. Тој не го прави ова по прв пат. Тој го направи претходниот пат, кога дојдат другите. Мислам, олеснувачи, да речеме. Секогаш тој нема време за нив, секогаш тој оди во некоја друга држава, договара некои други работи, едноставно си се корзира, избране нормално на легален начин, како, мислам, нормално на легален сега, како избране, не е битно. Меѓутоа, изиграва некој патриот, не е патриот, то нека си го знае и нека си го носи, мислам, со себе, то нешто, џабе го лажи народот дека изиграва патриота, џабе го лажи народот дека е против некоја платформа, и ние имаме платформа исто така и македонците, па на никој ништо, затоа го немаме и името, затоа не можеме и името да не биде признаено. Значи и сите тука на Балкано имаме платформи, никој не е без платформа, така да ми се чини Карл Билт дојде со добри намери, дојде да следи некоја ситуација. Добро е што е тоа така, меѓутоа главниот човек што требаше да го пречека и со кој што требаше да седнат да разговарат, едноставно се напика во некоја глушчја тука и го нема, едноставно го снема човекот. Тоа е најголемиот патриот во државата. Толку од мене. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Поранешниот шведски министер и шведски премиер и министер за надворешни работи Карл Билт пристигна во одноствена посета на Македонија со представници на паневропската организација Европски совет за надворешни работи.
Ко-председавачот на Аналитичкиот институт Европски совет за надворешни работи има планирано остварување средби со представници на политичките партии во врска со кризата во Македонија. ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и БЕСА потврдија дека нивни представници ќе имаат средби со Билд. Од кабинетот на претседателот на Македонија информираа дека било побарано Карл Билд да се сретне и со Ѓорѓе Иванов, но неговата денешна агенда била поинаква. Според Билд, Охридскиот рамковен договор во суштина функционира. Земјата колабираше наместо да се подели по етнички линии, смета дипломатот. Давајќи преглед на историските проблеми за Македонија, Билд наведува дека спорот со името е дел од предизвиците за земјава кој го блокирал влезот на Македонија во Европската унија и НАТО. Добар ден. Ало, добар ден, ве слушам. Никол Петрески од Кичево, честитки од мене во чест на велиденските празници. Поздрав до вас. Благодарам и воено им честитам на сите муслимани да бидат среќни и радосни за време на празникот на православниот празник Великден. Добро. Се вака, во однос на Карл Билд, значи со неговото доаѓање, јас сметам дека конечно ќе ги повика едните и другите, значи конечно да се тргне оваа криза која владее во Македонија, која Македонија е бурен на Балканот, која не им одговара и ниту на Европа, ниту на Америка, значи може да дојде до поголеми инциденти, непосакувани. Јас мислам неговата порака ќе биде од голем придонес и ќе изврши голем притисок по секоја цена и сметам дека во текот на овој ден, значи им укажа дека уставот, законот, правдата мора да владее, дека во текот на оваа ден, дека во однос на законот, дека имаат право Социјалдемократскиот сојуз и албанските партии кои се во коалиција да направат влада и јас мислам дека од вечерва конечно ќе почне да се решава она клапче кое е замотано, кое вечето сакаат ВМРО да прикријат криминалот и сите тие нечестности кои ги направија, тоа ќе го заборават сите тие, едино ќе си одговараат пред јавноста, пред македонските граѓани, а јас мислам дека конечно од вечерва ќе почне значи да се формира таа влада и ќе бидат господата од ВМРО во опозиција. И нека бидат среќни што ќе бидат во опозиција, затоа што оваа држава ја донесла во овие 10 години до питачки стап. Поздрав се негово. Поздрави до вас, благодарам за јавувањето. Трајче на Фејсбук ни вели: мислам дека Карл Билд во Македонија дојде да ни земе мерка за бројот и величината на лудачката кошула што наскоро Европа ќе ни ја облече. Дали ќе биде во црвено-жолта или тиркизно сина боја со шлјокицама, наскоро ќе дознаеме. Самиот Билд изјави дека тој се сретнал со релевантните политичари и тука тој не го сместил претседателот Иванов. Што да се каже, се е кажано. Поздрав, Огнен, и секој е добро. Благодарам, Трајче, поздрав и до вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака. Јас како домаќин во една куќа ќе ми дојде гостин. И дома се жена, деца, татко, мајка, добар ден, добар ден. Дојде сега домакинот да го викнеме. Не, јас не сум дојден да го видам домакинот. Со вас да ве видам, домакинот не ми треба. Тоа значи треба човек да земе да се отепа. Така и нашата политичка ситуација што се деси. Што се однесува до изјавата на Али Ахмети. Тој е исти мафијаш, кажувам за албанците, од него да се чува. Ниту една изјава нема дадено како што треба. Врти ВМРО. Врти ВМРО. На ВМРО не му текнува такви изјави да дава како не, он што ги дава изјави. Ниту една нема. Он најголема штета досега има направено за албанците. И продолжува таа да ја прави. Затоа треба него да го тргнат од таа политика. Има паметни луѓе таму, млади и помлади и постари, што знаат да во албанската агенда. Пријатно, Огнен. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Ристо на Фејсбук вели: ДПМН е варварска партија на употребен еден збор кој што нема да го пренесам, и партија на криминалци. Тоа се потврди и кога Груевски како опозиционер му ја одзеде картичката на спикерот Јордановски. Немаше полициска интервенција, СДСМ не е насилна партија за мене, ВМРО е катастрофа за Македонија од самото формирање од Турско па до денес. Дали имаме некој друг на линија, повелете?
Христос воскресе. Ваистину воскресе, повелете. За многу години на сите македонци и сите други кои го слават празникот. За многу години. Јас не знам, повеќето сигурно знаат постарите дека до Спасов ден јас ако се јавам во емисија ќе се јавам со поздравот Христос воскресе. Так. Повелете. Лидија е на телефон, нема ништо да дискутирам, тоа беше мојата желба да се јавам и на сите да им го честитам празникот. Да сте жива и здрава, Лидија. Се најубаво, пријатно. И вам исто, поздрав до вас и посакувам убав ден. Сашо на да, поздрав. Сашо на Фејсбук вели: Иванов, ставене во наводници Иванов, не е никаде скриен, тој е на улица секоја вечер. 200.000 народ никаде не се кријат. Замисли колку нервоза ќе има во СДСМ, ако толку фалениот Билд сугерира нови избори. Што ли ќе зборуваат тогаш, завршува Саша. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Да, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас само можам да кажам дека сум многу разочарана. Од што? Ако е ова председател на Македонија, не знам каков треба да биде тогаш председателот. Значи нема каде што не обрука, не постои во светот некаде каде што не обрука. Поарно да си седи дома, да не троши само каде што оди огромни пари се трошат, а никаква корист од него немаме. Ја не знам и каков професор е тој воопшто и како воопшто предава и што ги учи тие деца, тоа се сигурно генерации унакажани кога тој предава. Кога вака се однесува, нема никаков морал, нема никаков почит, се гледа злоба од него кога зборува. Мислам, ништо човечно. Не можам да сватам дали може да постои ваков председател, да ние македонциве да се срамиме од него, да кажеме дека сме македонци, кој не представува. Затоа е жива срамота. А што се однесува до Бил, баш многу фино му одговори и нека знае дека не е воопшто фактор никаков. Никаков фактор не е во оваа земја и никој него ни почитува. Не го почитуваат ни тие што го избрале. Затоа што му пишуваат и само чита, тоа не знае свое ништо да каже. Никогаш не кажал нешто свое да застане и да го каже од своја глава, него само напишано. А да не збориме дека никогаш збор на странски јазик, на било кој странски јазик не проговорил. Знае ли тој човек нешто да зборува странски? Како што е редот со тие гости кога доваѓаат, како комуницира. Не го слушнавме за овие периоди дека тој на власт да зборува ниту еден странски јазик. Срамота, голема срамота што таков човек ја представува Македонија. Не сме заслужиле да бидеме толку застрамени и да не смеш да кажеш од каде си. Тоа е се, благодарам. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас и ви посакувам убав ден. Решението на политичката криза е во Уставот, демократијата и патот кон Европската Унија. Ова е пораката што поранешниот шведски премиер и шеф на дипломатијата, а сега ко-председавач на Европскиот совет за надворешни работи Карл Билд, вели дека им ја носи на партиските лидери. Неофицијално Брисел преку Билд ги слуша мислењата за неколку можни разврски на политичкиот ќорсокак во кој се најде Македонија. Билд рече дека потоа неговите политички препораки ќе им ги пренесе на оние што носат одлуки во Брисел. Некогаш има проблеми, тоа не е нешто невообичаено, но следете го Уставот, следете ги демократските практики. Тоа е начин за решавање на проблемите во европските демократии, вели Билд. Билд се среќава со сите партиски лидери, но не и со председателот Ѓорѓе Иванов. Вели дека немал ни намера и затоа не сака да ги коментира ниту причините, кои ги наведува Иванов, кој одбива да го даде мандатот на парламентарното мнозинство. Нашиот примарен интерес не е да се сретнеме со него. Имаме многу средби, првично со политичките сили. Не сме тука да се сретнеме со председателот, рече Билд, прашан дали побарал средба, кај тој кратко одговори: не знам, јас не сум побарал. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Ало. Да, ве слушам. Колку понижување ни е претрпе. Зашто не се брза кога требаше на 5 па на 24 земјата не може да чека за влада, требаше да преземе. Што е? Зашто тога они не ги одбијат и со нивно знаење, не сам не набил само од другите тука што беа амбасадори, тие што се олеснувачите, што стално доваѓат да ни дават, нели,
да не советува, зашто до сега ги собра сите партии на едно место за да види кој кому како мисли и што прави. Туку одиш и посебно од секого да види кој како мисли. Нашто мислење секогаш го понижават. Опште прво 2001 кога Солана Назарбајна Охридски, кога ги извлекла албанците од Ратинто, второ, секаде они са привилеговани, секаде они имат нешто нивно, секогаш ги ги оправдуват. Зашто ниеден од Европската Унија не осуди албанската платформа? И друго сакам да прашам, зашто заед во собранието Шом вика дека само реформите не е платформата, зашто национално собрание да каже, чекајте вие пратеници, јас тоа го имам, дека го подпиши, влезеш, е толку фер, не ти влезе пред луѓето што викуват па да и каже, зашто штрекувате коне, а не да зборат видни луѓе, што факултети прво не идоликува, помија пиле штрекувачите, биле вакви од канализација излезени, биле онакви, мислам, тоа не е ни културно, како секој малку што слуша да понижава некои странски држави, не е повторно, ама да си го понижава ние нашиот пред каков е таков и они нас представен и не идоликува така да го отеглят. Мислам, тоа не е убаво. Народот гледа и слуша. И плюс тоа не сакаме да се само. Се што имате на Фейсбук или на социјалните мрежи, читате ги тие што напаѓат до ВМРО, што зборат лошо, што не до... А ние дали немате на Фейсбук, на социјалните, против тоа некој да каже нешто? Бидете на линија, ве молам. Сум на линија. Да, седете на линија. Саша, камерманот, ке го замолам само да дојде да зумира овде, да зближи малку на Facebook, бидејќи често велите дека не читам пораки кои што ги кажувале другите. Јас се прашам, Не, во ред, пратете вие, јас не реков ништо. Значи, еве, ова е единствениот човек кој што ми пишува пораки за кои што такви какви што барате вие. Сашо, а сите овие останати луѓе другиве се доста ревносни во своите пораки. Значи, овде, јас не можам да ви издвојам ниту еден човек кој што ми напишал порака, а таа порака да е таква каква што барате вие. Затоа, господјо, немам прочитано ниту една. Значи, овој човек редовно ми пишува и може и сега да напише и да потврди дека редовно се што има напишано се читам. Добро, разбираме тоа. И исклучувате тие што не одговарат. Не е точно, господјо, еве вас не ве исклучив. Не, мене не ми исклучите, не сакам да чуем таква омрза, не сакам да има такви нереди, не е убаво. Ние сме од годините, од постарите години, мислам, не е добро. Господјо, колку улеснувачи дојдеа да не се... Сега зборувате за мене или зборувате за улеснувачите? Не за вас не. Мислам, сакам да кажам тие што доаѓаат да ни дават совети, а ние грешката нечијата на Европската Унија. 20 години не чекаме да не приме Европската Унија, ние чекаме пред да примаат луѓе што нидни реформи, не се исполнете реформите, а нас не прима. Не може ни да не натерат ради името ние да улеснеме Европа. Името ние нема да го мене. Добро. Пријатно, фала што ме сослушате. Да, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Еве, споменатиот Сашо кој што го спомена, вели за да го следиме Уставот, како што вели Билд, треба и Билд да се обраќа спрема Уставот со нашето уставно име, а не да кажува Фиром. Добро, тоа е од пораките. И деве Сашо вели, да, точно е, Огнен се чита, дури и на мое големо изненадување. Добро, благодарам Сашо што пишавте и што го потврдивте тоа. Значи, секој пат кога има пораки кои што се однесуваат за која било страна, за кој да сака да каже, што и да каже, дури и работи кои што може би се малку надвор од темата, сепак сум ги читал. Затоа, приберете се малку со таквите коментари. Се гледаме во мој термин. Пријатно.